Од почетокот на ширењето на COVID-19 во земјава, автобуските превозници возат со намален возен ред. Во деновите, кога немаше полициски час, линиите за меѓуградски сообраќај беа намалени за 90%. Меѓународниот превоз воопшто не сообраќаше со месеци, а денес се превезуваат патници само кон неколку дестинации. Според протоколите, превозниците со месеци возеа со исполнетост до 50% од вкупниот капацитет на автобусите и комбињата. Почнувајќи од 11 август, владата дозволи во автобусите да бидат исполнети најмногу 75% од седиштата. Како последица на ова, по првите 6 месеци од годинава, во линискиот патен превоз се превезени само 1,6 милиони патници. Ова е историски најнизок број на превезени патници и представува нова грижа на превозниците покрај веќе присутните проблеми. Најголемиот предизвик за нив е нелојалната конкуренција од дивите таксисти и зголемениот број на граѓани кои патуваат со нив. Уште еден проблем е лошата репутација што ја стекна автобускиот превоз поминато годишната несреќа кај Ласкарци. Во несреќата, со автобусот на Дурмо Турс, животот го загубија 16 лица, а како кобна се покажа техничката неисправност на возилото. Ваквите прекрашувања на законите од одделни компании доведоа до јавни негодувања и страф од патување на граѓаните. Бројот на превезени патници уште лани почна да опаѓа, а несреќата кај Ласкарци удри по приходите на сите автобуски превозници. Проблем представува и просечната старост на автобусите во земјава, која лани изнесувала 18,1 години. Полнолетните автобуси што возат по патиштата се резултат на увозот на половни возила од странство, кои се неколкукратно поевтини од новопроизведените. Царинската управа секоја година регистрира неколку пати повеќе увезени половни во споредба со увезени нови автобуси. Експертите и автотранспортните компании се свесни за горливите проблеми со кои се соочува автобускиот превоз. Тие предлагаат властите да ги преземат следниве мерки за да се надминат проблемите. Државата да ја продолжи финансиската помош за автобуските превозници, со која тие ќе можат да ја пребродат корона кризата. Државниот инспекторат за транспорт, во соработка со општините и полицијата, да го засили казнувањето на дивите таксисти низ градовите. Владата да го прифати предлогот за воведување субвенции во јавниот транспорт, за да се привлечат повеќе патници. Државата да воведе субвенции за набавка на нови автобуси за превозниците, со кои ќе се обнови возниот парк.